Судска медицина ги утврдува причините за смртта на синоќа починатиот 57 годишен пожарникар Ѓорги Џонов од Штип. Иако во вакви случаи секогаш има службена процедура, но одите од неа и овој пат се посебно важни, за да се утврдат факторите за трагедијата, но и да се избегнат сите шпекулации. Како вчера се случила трагедијата со Џонов? По добиениот повик за запален оджак во 16 часот и 55 минути, Џонов со уште двајца колеги се упатил на улицата Браќа Даневи. Возачот останува да го паркира возилото, а Џонов со уште еден пожарникар брза на 6-тиот кат каде констатираат дека пожарот не е голем и за нив нема опасност. Со гаснењето почнале веднаш, а за само неколку минути на нив им се придружува и возачот. Но само што третиот пожарникар се качува кај запалениот оджак, тој го видел Џонов седнат. Ова е суштинскиот дел од изјавата на еден од пожарникарите кој подосна на истражните органи му објаснил дека Џонов итно бил пренесен во клиничката болница, каде малку потоа и починал. Синоќа, веднаш по несреќата на лицеместо, излегле јавен обвинител, кримтехника и представник на трудова инспекција во делот за заштита и безбедност при работа. Утврдени се сите битни околности при кои настапила несреќата, а земени се и изјави од пожарникарите. Денес во противпожарниот дом на Штип е траорна атмосфера. И смртта на пожарникарот Џонов на работното место ги погоди сите негови колеги, кои со години ги преживуваа ризиците на професијата. Можам да искажам од моје лично име и од името на сите пожарникари едно длабоко сочувство до фамилијата, до најблиските на нашиот колега пожарникар кој вчера почина. И знам дека со ова нема да ја намалеме болката на најблиските, но еве длабоко жалеме за сето ова што се случи. Се работеше за една обична рутинска акција. Јас би кажал кој нашите пожарникари имат, да не кажам, по 2 пати во денот. Во шок денес се и станарите на зградата каде вчера се случи трагедијата. Многу сме шокирани што загинал човеко. Цел удар сме за никаде. Жалосно што е поминало. Жалосно е детето што е младо и да е старо е жалосно. Трагедијата на пожарникарот Џонов и неговото семејство беше повод за телеграма со сочувство да испрати и градоначалникот на Штип Благој Бочварски, во која се вели: Општина Штип изразува искрено жалење и длабоко сочувство до семејството на починатиот пожарникар. Очекуваме институциите да излезат со своите извештаи за немилиот настан, со цел благовремено и точно информирање на јавноста. Овој немил настан е голема загуба пред се за семејството и за блиските, а секако и за територијалната противпожарна единица. Погребот на Ѓорги Џонов беше денес во попладневните часови на градските гробишта во Штип. А во меѓувреме се очекуваат обдукцијските наоди за причината за смртта.